Драги гледачи, здраво живо и добродојавте во новото издание на Супер Звезда. Да им кажеме здраво живо. Здраво живо, мафнете им да нашите гледачи, вака малце да ги размрдаме. Драги гледачи, добар ден и добродојавте во трговскиот центар Рамстор, кој што се наоѓа во срцето на градот Скопје. Денеска поубав од било и кога и да е. Сте доаѓале ли вие претходно во Рамстор? Да. Ви се допаѓа ли ова? Супер е. Интересен ли е Рамстор за деца? А? Што се прави тука во Рамстор? Што се има? Па се што? Се купува, се шета, се има книги за читање, има облека за деца, има голем хипермаркет, има све. И што има плюс? Кино. Има кино. Токму тоа е поводот поради кој што ние денеска дојдовме овдека во Рамстор, но не обично и не кино какво што сме навикнати да гледаме, него едно специјално кино кое ќе го издадеме на крајот од овој разговор. А сега да ги прашам дечињата, дали вие сакате да дојдете во кино? Да. А сакате ли да гледате филмови во 3D? Сте гледали ли до сега со научари? Да, како се прави? Се ставаат научари, се седи мирен и се гледаат. Да. А во меѓувреме јадеме пуканки, пиеме сокче и уживаме, така? Но денеска ово што ќе го видиме, почитувани гледачи, како што кажав, е нешто сосема поразлично. За прв пат во Македонија е донесен еден прекрасен симулатор кој може да го видите позади нас и кој што се вика Киносенс, на кој што стои знакот 7D. Значи денеска одиме во една луда и навидена забава. Не само што овој филм денеска ќе имаме можност да го видиме во 7D, туку има и некои пропратни ефекти кои што ќе можеме да ги доживееме во неверојатни 7D. Дали сте вие подготвени, дечки, да одиме таму? Сакате да видиме што се случува? Да. Да немаме некој вака многу што е страшлив, имаме некој што се плаши или све сме храбри? Сите сме храбри. Ајде, одиме во симулаторот на Киносенс да видиме што се случува таму. 3, 4, је! Тргуваме по нас, драги гледачи. Одиме, ајде, ја трчам. Почитувани гледачи, доколку дојдете во Рамстор, на првиот кат и тоа од влезот кој што се наоѓа кај стара желеничка станица, ќе го видите токму ова чудо кое што се наоѓа овдека позади нас, а веднаш пред самиот влез ќе ве пречека една девојка со прекрасна насмевка, станува збор за Моника Петковска, тоа е девојката, една од неколкуте која што работи овде. Мони, здраво живо и добре ни дојава Супер Звезда, како си? Здраво, добро ве најдов и вие добро дојдовте кај нас. Фала ти многу, Мони, одлично ме пречекавте ти и твоите колешки веќе мафнете им се сите на нив да виде, пратете им бакнеши, бидејќи денеска токму они ќе видат тие кои што ќе ни овозможат едно невидено доживување. А ние, Мони, дојавме овде лудо да се забавуваме. Се забавувате ли вие лудо овде секој ден? Да. Што велат оние посетители кои имале можност да дојдат и да бидат дел од вашите проекции? Вела дека е прекрасно чувството да се биде овде. Значи сите уживаат. Значи они доаѓаат и доколку е некој намуртен, насмеан излегуваат овде, така? Така е, да. Ајде, имаме ли некој намуртен овде ми Супер Звезда? Не, за жал ден сите насмеани, весели, расположени денеска овде дојдовме, но тоа значи дека уште порасположени. Претпоставуваме дека ќе си заминеме, така ли? Така е. Дечки, да ја прашам сега како сте? Сакате ли вие луда забава? Да. Ова е местото каде што лудо ќе се забавуваме. Јас долго време истражував, барав, прашував и од неколку места дознав и ми рекоа, ако не сте биле тамо и ако не сте го виделе киното 7D, тогаш не сте виделе ништо. Затоа дојавме да го видиме ова чудо. А сега, ќе ја нападнеме ли Мони? Има ли некој прашање кое што сака да ја го постави на Моника? А? Да видиме, кој има подготвено прашање? Еве, Злато, ајде да почнеме од овде. Кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Марко и сакам да прашам кога е ова кино изградено. Убаво прашање. Ова кино е отворено во јули 2012 година. Значи, постоиме веќе 4,5 месеци од прилика. Така. 4,5 месеци. Дојдоа ли многу посетители во меѓувреме? Се разбира, да. Секојдневно доаѓаат? Секојдневно. Денови кога работите, кога не работите? Работиме секој ден од 10 часот до 22 часот. Од 10 до 22, секој ден оној кој што сака лудо да се забава, може токму овде да дојде и да ве побара. Супер. Следното прашање ќе го постави овој прекрасен шизик. Повели, Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Стефан, сакам да прашам Моника што е тоа 7D. Ова 7D е еден вид на симулатор кој што се прикажуваат анимирани филмови во 3D плюс идат ефекти. Тоа се вода, воздух, мирис, движење и слично, со што влегувате буквално во филмот, го доживувате како да сте внатре.
Ова може да се спореди јас како сега што разберав како возење на пример на ролер костер, значи нешто ме мрда, нешто ме движи, нешто ме прска, така ли е? Така е, да. Да не е страшно многу. Не е супер е. Мене малку ми фуфка да се охрабрам да влегувам или не. Да, мора да се охрабрите. И некои што се плашат, од кога ќе влезат, сите излегуваат, вау, супер беше. Значи има и такви кои се плашат на почетокот, а на крај излегуваат и викаат толку беше убаво, ке седам уште една представа. Така е, така е. Супер, имаме ли следно прашање? Имаме, да. Повели Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Јоана. Како дојдовте на идеја да го отворите ова кино? Дојдовме до идеја од еден многу силен впечаток, од едно патување, и така решивме да отвориме и кај нас за да бидеме во тек со сите светски метрополи. Мони, има значи вакви кина низ светот? Има, да. Значи само во Македонија немаш. Токму така. Сега- Кај нас има. И не мора да одиме во странство. Така е. Може да си седиме и да си гледаме овде. Дали некој од вас бил во некој 7D кино дечиња некогаш некаде во светот? Каде што сте патувале? Да, Злато, си бил ти? Каде беше прв пат во 7D кино? Јас бев во Грција, кој беше малце поголемо од ова, ама беше многу забавно, убаво. Го паметеш ли тој ден? За секогаш ли ќе го памтиш, а? Да, ама малце ми беше страв, кога го догледав тој целиот, супер ми беше. И после се смирив. На почеток ти беше страф, а после тоа се смири, а? Кога ми прскаше вода во очите. А, имало и прскање вода во очи, па ние треба да бидеме подготвени овде, има значи некој чуда што се случува. Супер, следното прашање кој ќе го постави да видиме. Ајде, здраво Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Лара. Сакам да ја прашам Моника дали може у ова кино да дојдат млади и стари. О, шо убаво прашање, кукле. Ајде да видиме. Ова кино е наменато и за млади, и за стари, за сите оние кои што сакаат да доживеат една авантура. Има ли некоја минимална возраст препорачлива? Па под 5 години се препорачува со родител, а над 5 години значи дечињата може да живеат сами. Може и сами, си земеме, фатиме автобус, дојдеме овде, си седнеме, си се изнагледаме филмови. Ајде да видиме сега уште едно прашање да поставиме, малце да одмориме Мони од нас и онака на многу прашања денес ни даде одговор. Дали ти ќе го поставиш твоето прашање, Злато? Повели, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Матеја. Сакам да прашам Моника колку трае филмот. Тие се со различно време траење, поточно од 5 до 10 минути. Значи ги има разни симулации од 5 до 10 минути, а за какви симулации, за какви филмови станува збор? Кратки анимирани филмови, имаме и за дечиња, цртани и малце повозбудливи, пострашни за возрастните. И кој какво сака, такво си доаѓа, за такво си се закупува, си бира и тоа си го гледа. Супер. Сакате да направиме малку пауза? Сакате да влеземе да дзирнеме внатре да видиме како е? Верували или не, драги гледачи, се наоѓаме внатре во симулаторот да видиме како изгледа 7D кино. Дечки, ви се допаѓа ли тука? Да. Убаво ли сте сместени сите? Како во Формула 1, така? Супер, какви убави седишта има, значи за тоа ќе разговараме малку подоцна, а сега сакам да го представам мојот нов домаќин. До мене се наоѓа Мила Маневска. Мила, здраво, жива и добре дојава, супер звезда, како си, Мила? Добро, супер, еве, расположено. Значи, можеме да кажеме дека станува збор за еден безпрекорен, убав, модерен, современ, светски симулатор, значи од светска класа, прв пат донесен во Македонија. Ме интересира по колку деца одеднаш или колку луѓе наеднаш во ист момент може да седат и да следат една представа. Вака, 8 најмногу може да седат да гледаат, меѓутоа пуштаме и за еден и за двајца, доколку има заинтересираност, а нема други луѓе, значи може да се гледаат представата веднаш. Значи 8 е максималниот капацитет, но доколку дојде еден и двајца, нема никаков проблем, може да дојдат да си закупат и да си влезат. Дали има одредени термини кога се емитуваат филмовите? Па нема термини, значи пошто се кратки анимирани до 10 минути, има во секое време. Емитувањето е по желба. Здраво, добар ден. Ние дојдовме, сакаме да гледаме филм, па се одбира некој филм заедно со вас. Колку вкупно филмови на располагање има кои може да се следат? Моментално има 7 филмчиња, проекции, има 2 детски, има 2 научна фантастика, има хорор,
за секој. Ура, да. Супер, одлично, тоа ме прави посреќен. Самите столчиња на кои што имаме можност денеска да седиме изгледаат многу моќно. Јас не сум видел нешто вакво до сега. Како можеше овде да имате вакви столчиња? Па само тука има такви специјални столчиња. За да може убаво да се прицрстиме, да бидеме врзани и со каиш, нели? Така да, сите се врзуваат со појаси. Мрдаат ли столчињата во текот на симулација? Да, горе, доле, лево, десно, напред, назад. Значи не се превртуваат, тоа се благи движења. Меѓутоа има и нагли. Сега на некој поврз филм, проекција, има и нагли движења. Така, ајде сега каде се 3D наочарите, што треба да ги добијат супер звездите, за да може непречено да уживаат во филмот. Еве да видиме, кажавте, значи дека вашите проекции исклучиво се гледаат со 3D, можат ли без 3D наочари да се следат? Па не можат без 3D, бидејќи тоа всушност ги врзува во филмот. Кога ќе ги извадат, значи се враќаат во реалноста. Така, за да излеземе надвор реалноста, мора да носиме 3D оваква наочари, за да го доловиме целосниот ефект. Дечки, како сте да ја видам, а? Да. Мафнете им малце вака со наочари на мајкиве татковци, сите што ве гледаат. Да. Дупло ви се гледам или пасум еден? Чекај, да, малце забегувам на дупло. Така, да, тоа е, да. Тоа е. Што да време сега, такви сме денес, во симулатор сме дојдени. Јас претпоставувам дека вие едва и чекате. Да. Што чекате? Да почне проекцијата. Да почне проекцијата, драги гледачи, па да не чекаме тогаш многу. Мила, бидете љубезни, ајде да видиме сега за што станува збор, да почнеме значи со проекцијата, а веднаш потоа ќе ги проследиме вашите коментари, дечки. Ајде 3-4 да видиме како тоа изгледа. Одиме, журката почнува. Првата симулација заврши, почитувани гледачи, бевме сведоци на чудо невидено. Кажи би ти, Кукле, како си помина? Добро. Матеја, како беше, ти се плашеше? А? Не многу, ама помалку, нели? А едно време кој ги крена на джињата горе, а? Некои бубачки имаше? Да, те уплашија малку? Малку, ама не беше толку страшно. Јана, како помина ти, кажи ми, злато? Супер. Како е симулација? Супер е се. Дали ти се допадна ова што го виде денес и имала ли можност да замислиш дека постои нешто вака? Јас знам. Знаеш дека ќе биде вакво? Да. И беше подготвена? Да. И не се плашеше многу? Не се плашам. Што ќе им кажеш на другите деца? Убаво ли е да дојдат?
Убава да деш. Да си ми жива и здрава. Ајде сега да видам оваа кукла, како беше името Злато? Ива. Ива, како си бе Ива? Ива, шо правиш бе? Како си помина ти? Убава. Дишиш ли, жива ли си? Да. Едно време и ти ги крена на джињата, те видов од надвор, има еден телевизор, се гледаше све. Што се случи, кажи? Епа, кога ми мате се исплаши. Се уплаши? Да. А вода која те прскаше, вака правеше, се криеше? Страшно ли беше? Не, Дали беше убаво ова? да, Дали беше забавно? да. Многу ми е драго. Како си ти теа, шо преш? Да пукне? Добра си? Да, Како помина ти, кажи? супер. Ти си била до сега во нешто слично вакво? Не, Ова е прв пат. прво твое доаѓање во симулатор и што ќе им кажеш на другите што никогаш не гледа? Тој да дојдат тука и да гледат вакви филмови. Да не чекаат, него да побрзаат и да се журкаат исто како што се журкаме и ние. Фала ти многу, да ги гледам момците што седе во вториот ред. Ова мажиште од драги гледачи се вика Марко. Марко, кај си бе, шо преш, добар си? Па добро. Како помина? Одлично, фантастично бе. Тоа се случи денес овде, дали е тоа тоа? Да. Да, тоа е тоа. Повеќе што очекував. Повеќе од што очекува. Браво, баш ми е драго, оние што не биле, што ќе им препорача? Да дојдат што побрзо и да останат што повише проекти. Да гледат повеќе филмови, да си жив и здрав. Леон, како си бе, добар си, шо преш? Ништо. Ебе, со оглед дека ти веќе си бил, ми кажа дека си имал веќе можност да одиш и да следиш симулација во 7D кино. Како ќе ја споредиш оваа симулација со таа што си ја видел до сега? Па скоро се исти. Скоро исти, а? Скоро се исти. Ефектите се тие, мрдањата, движењата, да, се возбудили ти малку. Да, малце. Во ти беше? Да. Интересно? Супер. Сакаш ја побегнеш едно време или не си до толку страшлец? Не, мажеште си ти. Браво, да си жив и здрав. Стефан, како си бе ти? Добар. Абе, како помина ти? Убаво. Си имал ли можност за сега да дојдеш овде и да гледаш проекции во 7D? Да. Да, и како ти се допаѓаат проекции? Па, убави се. Многу се страшни или не многу? Не. Многу ми е драго што денеска си дел од нашето дружење. И за крај, Марко, шо преш бе ти, добар се? Драго. Како помина ти? Јас во ова кино супер поминав. Супер помина, ти се допадна ли ова што го видел? Да. Си испоплаши многу или не беше толку страшно? Ичи не мислев дека е волку возбудливо киното. Ама испадна дека е? Највозбудливо во целиот свет. Фала ти многу, Марко, да си жив здрав. Наред е втората група. Ајде да ги пуштиме нив да видиме што тие ќе кажат.
Заврши симулацијата и за втората група, оваа згодна женска до мене се вика Марија. Марија, кај си бе Марија? Добра си? Да, Како помина ти? супер. Што се случуваше, кажи ми ти во текот на оваа симулација? Чуда? Да, Ти мрдаше столчето? да, Ке прцкаше вода? да, А те дуваше ветар вака во косата? Да. И како помина ти? супер. А, се уплаши малку? Не, Не, ич. ич. Ти си многу силна девојка, бе, браво да си жива, здрава. Еве, сестра ти, здраво, злато, како си, шо правиш? Ева, како си, бе, добра? Супер. Како помина ти во симулаторот? Многу хубаво. Да, ти се допадна овдека? Да. Какво беше доживувањето од филмот? Супер, мрчиња, ветер. Да, ме урчиња имаше дори. Да. О, браво, вистински, излегува од филмот, а? Вистински. Невидена работа. Браво да си ми жива и здрава. Ајде да видам како овој филм го доживеале другите. Здраво, злато. Како беше името твое? Марија. Марија, беше си убава ти. Две Марија имаме денес тука. Марија, како помина ти? Многу убаво и интересно беше. Да, што ти се допадна најмногу тебе вака од филмот? Не вртеше натаму наваму. Вртеше наваму, натаму, да, убава беше? Да, Леле, браво, Марија. Ти се допаѓа ли овој вид на забава? да, Дали лудо и незаборавно си помина? да. Еве, а сега Викторија, Вики, како си ти? Добра, Вики, како помина? многу супер. Нешто вака што посебно ти се допадна? Тоа што крцкаше. Крцкаше, а? Крцкаше, мрдаше, да? Да. Супер, многу ми е драго, се уплаши? Не, Не. Значи, што ќе им кажеш на сите останати кои не биле? Страшно или не? не е страшно да дојдат слободно. Но не мислат сите дека овде е толку безгрижно. Некој денес малку се уплаши, тоа е Ива, така? Малку се подуплаши, што те уплаши, злато? Кога тие мава таквите круговите тие се изблаж. Се уплаши малку и тогаш ние те извадивме надвор и што купивме? Лидер. Ајде да го покажеме лижавчето, да видиме какво убаво лижавче доби ти денеска и сега си наместо расплакана, Насмејана. насмејана. Такви девојки бараме. Ете, повторно најдовме начин да излеземе насмејани, драги гледачи. А сега оваа девојка овде кај јас да ја видам што се вика Лара. Лара, како си бе? Добра, многу беше убава, прекрасно, дури се утопа во смења. Абе, браво, браво, ти си секогаш насмејана. Ти кога дојде да се запознаеме, исто така насмејана ми дојде. Ти имаш прекрасна насмевка. Секој ден да се смееш по многу пати злато, затоа што многу убаво ти стои оваа твоја прекрасна насмевка. Кажи ми, како е овдека во симулаторот? Многу убаво, од два чекав да влезам, оти многу беше убаво, се утопа во смења. Ој, срце убаво, ќе дојдеш ли пак тук? А да, Да, ти се допаѓа вакво место да посетуваш почесто? многу. Е, супер, да си ми жива и здрава. Се гледаме тогаш, фала ти многу. Марко, шо преш бе, добар си? Добар. Како помина ти? Па супер, ваква возбуда никад не сум видел. Чудо е, ова нешто невидена работа. Да. Супер, баш ми е драго. Си немал можност до сега да се возиш и во ваков симулатор да гледаш филм? Па никад не сум имал можност и убаво е што го имам во Македонија. Убаво е што има во Македонија, ти благодарам да си жив и здрав. И еве, имаме тука една женска, Теа. Теа, ти се шверцуваше и со првата група и изгледа два филма. Кој филм ти се допадна повеќе, првиот или вториот? Двете. Двата филма беа убави, така? Двете, да. Ти благодарам многу што беше дел од ова наше денешно дружење. Ние ќе направиме кратка пауза, драги гледачи, а се враќаме во програма за неколку минути. Пауза.
Почитувани гледачи, јас на кратко побегнав од Рамстор и дојдов овдека во Вероцентарот со цел да ви го презентирам второто издание, ова е второто кино, 7D на Киносенс, кое неодамна е направено, а во промоцијата на ова кино ќе ми помогне Љупка. Љупка, здраво, живо и добре дојдова, супер звезда, како си Љупка? Одлично, како сте вие? Супер, денеска јас да ти кажам имав можност за прв пат да бидам сведок на она што 7D киното го прави кај луѓето, какви чувства буди и морам да им кажам на нашите гледачи. Драги гледачи, ова е лудница, ова е значи нешто невидено. Имав можност да изгледам еден филм во Рамстор и уште два овдека сега како дојдов во Вероцентарот. Значи, навистина тоа е нешто што зборови не можат да го опишат, ве поканувам сите. Кога штом ќе можете, веднаш кога дојдете и да се препуштите на целосното уживање кое што само Киносенс може да ви го приушти. Кажи ми, Љупка, овде све млади луѓе работите. Како си задоволна ти од твојата работа? Оваа работа е многу убава, бидејќи највеќе е поврзана многу со децата, не дека нема возрастни, доаѓаат и возрастни, имаме и хорор филмови од секој тип на филм. Детски, акциони, разни. Да, разни филмови, меѓутоа децата се нели на прво место. И едни од најголемите посетители ви се дечиња. Да, точно. Интересно е тоа што за разлика од Рамстор овдека има малку поголем простор, може вака да се каже, па се погоди на прекрасна локација да се најде и киното, на место каде што има маси столчиња пред вас. Дали тука почнуваат да се слават родендени? Точно, да, почнуваат да се слават родендени. Има доволно, мислам, и простор за тоа. Во Рамстор тоа не е возможно. Да, бидејќи се наоѓа во едно сосема друго кјуше, може и тама, но овдека има малце поголем простор, така да мислам дека и покомотно би било, има поголема комоција. Сакам да прашам, се слават ли веќе родендени? Слават, точно, да, се слават. Може да се гледаат филм, 2-3, нема проблем. Колку сакаат и да имаат спомени кои никогаш нема да може да ги избришат од својата меморија. Да, тоа е за децата уживање. Ти благодарам многу за оваа кратка промоција. Се враќаме, ние сега одиме повторно во Рамстор, таму ме чекаат дечината од Супер звезда, а на тебе, Љупка, ти посакам се најубаво, па се гледаме во некоја од следните емисии кога ќе дојдеме да ви бидеме гости тука. Добро да дојдете, точно. Да бидеш жива и здрава, се гледаме. Фала многу. Се најубаво. Чао. Одиме назад. Симулациите завршија, сите сме живи и здрави, а еве до мене се наоѓа Јасмина. Јасмина, здраво живо, добар ден и добре дојде во Супер звезда. Како си? Супер. Ти си дел од тимот кој што работи на симулаторот, значи си еден од луѓето кои што ги пуштаат представите. Драго ми е што ќе можеме и со тебе да поразговараме денеска во нашето денешно дружење. Како си задоволна од Супер звезди? Супер се, сите се срцки се. Јуначки ли издржавме? Супер беа, сите беа топ. Браво, да си жива и здрава. Значи не е само до нас, него и до вас. Ви благодариме што ни приредивте на ваква невидена забава, едно вакво спектакуларно доживување. А сега да ги прашам Супер звездите, има ли некој прашање некој што сака да го постави? Кој ќе поставува прашање? Повели злато ти, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Ива. Сакам да ве прашам, кога некој ќе се исплаши, што му правите? А какво прашање? Ја прекинуваме проекцијата. Тој што ќе се исплаши го вадиме надвор. Му даваме шекер и вода? Даваме шекер и вода и подоцна си продолжува проекцијата пак. Така, но има ли случаи? Това многу ретко. Многу ретко, кога некој ептен не е подготвен, не знае што се случува, или малце ако е станат на лева нога. И јасно, да. Среќа што немаме многу такви, значи сега да видиме следното прашање кој ќе го постави. Оваа прекрасна девојка, повели злато. Здраво, јас сум Марија. Сакам да ве прашам дали додека тече представата може да пиеме сокче и да грицкаме пуканки. Убаво прашање, Марија. Се пие ли сокче, се јадат ли пуканки кај вас? Не е дозволено, заради тоа што имаме нагли движења. Очињата мрдаат. Очињата мрдаат, прскаат со вода, така да Не ни залетне некоја пуканка. залетне и кратко траат проекциите, од 5 до 10 минути, така да. Издржим и без пуканки, и без јадење. Пуканки и без јадење. И без се што треба. Се што треба, да. Ајде да видиме, браво, колку убави прашања. Следното прашање ќе постави оваа згодна девојка, повели злато. Здраво, јас сум Марија. Сакам да ве прашам дали можеме тука да си го донесеме нашето мелениче.
Не ни е дозволено, значи да носиме домашни меленици внатре во киното, така. Не знаеме како тие ќе изреагира. Знаеме како ќе изреагира. Луѓето понекогаш може да се уплашат, а не знаеме мачка ако ставиме внатре што ќе направи. Јасно, јасно, да. Може да земе да не иска саписите. Затоа не, милениците дома. Ајде да видиме, Злато, имаш ли ти прашање? Ајде, кој е твоето прашање, повели? Здраво, јас сум Ева и сакам да ве прашам колку чини една представа? Скапо ли е, ефтино ли е, која е цената на билетот? Цената на билетот е 150 денари, така да мислам дека не е скапа. Секој може да си дозволи, убаво е да дојде да види. Ака, да, нешто ќе си помине пријатно, ние не сакавме да излеземе, дури имаме препораки да останеме и вториот филм, и трети, 4, и вкупно сите 7, 8, 9, 10, колку се да ги изгледаме. Така ли е, дечки? Така е, супер. Теа, имаш ли ти уште едно прашање за крај, нека биде ова твоево, па да привршиме со нашето денешно дружење? Кој е твоето прашање, Злато? Здраво, јас сум Теја и сакам да прашам дали има вакво кино на другите места во нашата држава. Да, ајде да видиме. Сега однеодамна се отвори исто во Вероцентарот, тука во Скопје. Така да, убаво е и таму да дојдете да видите што се случува, како е. Мислам истото кино е, само е малце поголемо таму. Ако малку е поголемо, овде ка собира 8, а тама колку луѓе? Исто 8, само што имаме и шанкче. На шанкче може да се И сокче да си се напијат после представата. Тоа е интересно. Кафенца да си седнат и така. Самиот збор шанкче мене многу интересно ми звучи. Може ли тука, например, да славиме родендени? Се разбира дека може. Кој сака може да дојде да праша да види како е, што е. Значи многу интересно е што можеме и родендени да славиме тука во нашето кино. Така да можеме и проекции да пуштаме, сокчиња за децата, имаме соработка со околните ресторани, така да и за храната не е проблем. Кој сака роден ден, слободно може да дојде. И на нашите дури и на нашите другарчиња кои што ни дошле да им овозможиме невиден спектакл секогаш да ни го паметат тој роден ден, така ли? Да, многу јасно. Ова доживување како. Вие вработените тука што сте си влегувате ли од време на време да подгледнете по некоја проекција? Тоа и секој ден го правиме, многу ни е интересно, така да. Колку уживате во вашата работа, Јасмин? Оваа работа искрено ме исполнува, си уживам во работата, сакам дечиња, така да супер ми е. Така да се наоѓаш на право место со самото тоа што си ни гостин во Супер Звезда. Јас ти благодарам денеска што имавме можност да бидеме ваши гости, да поразговараме со вас. Дечки, како си поминавте вие? Супер! Джасмин, ти како си помина со нас? Супер. Се надевам пак ќе ми дојдете на гости. Ќе дојдеме ли пак? Да им мафнеме на сите кои што не гледаат, да им кажеме дека ова 7D е една чудна, невидена технологија која што им порачуваме сите кои не ја виделе да дојдат и да ја видат. Па така да почитувани гледачи, доколку имате време, повелете во Рамстор или пак во Вероцентарот, каде што ќе може да ги посетите нашите пријатели од Киносенс и да бидете сведоци на тоа што се може да ви направи и какви свеубави чувства може да ви побуди 7D технологијата. Така да не чекајте, станете и дојдете веднаш, а јас ве поздравувам. Вашиот водител Дарко Мелковски ви праќа безброј бакнежи, а тука се и моите пријателчиња од Супер Звезда кои што ве поздравуваат и ќе ви кажеме дека ви благодариме што бевте дел од нашето денешно дружење. Ве чекаме повторно за 7 дена во новото издание на Супер Звезда, а до тогаш слушајте ги мама, тато, бидете добри и уживајте во се околу вас. Чао, пријатно до гледање, се гледаме. Чао.